Коцевски требаше да слугува на народот, а не на Социјалдемократскиот сојуз, затоа треба да биде сменет. Изнесе од ВМРО ДПМН, додека пак СДСМ сметаат здравството е во хаос и пред целесен колапс, а Таравари и Мицковски се играат со отворени етнички теми за поделби на граѓаните. ВМРО ДПМН имаше разбирање за Љупчо Коцевски со месеци, тргајќи од премисата дека може би бил под притисок на СДС и од неговите зборови дека ќе почне безпоштедна борба против криминалот. Сега, неколку месеци потоа, е сосема јасно дека Коцевски од секогаш бил слуга на СДС. Со месеци, Љупчо Коцевски не работи ништо. Нема никаква иницијативност, ниту желба да се подобрат работите во обвинителството. Народот со право е разочаран од правосудството, кога на чело на јавното обвинителство седеше Коцевски, кој со месеци нема отворено еден предмет, а на скалите за мерење на корупција рушиме рекорди. Признанието на главниот политички партнер на Христијан Мицковски е уште еден доказ за целосен дебакал на владата. Премиерот се крие додека здравствениот сектор се распаѓа. Во време кога пациентите се без терапија, кога сведочиме за трагедија по клиниките, кога медицинскиот персонал недостасува, Таравари наместо решение единствено гледа спас во етнички теми. 8 месеци поминаа откако владата на Мицковски и министерот Таравари ветија дека ќе обезбедат вработување на специализантите во здравството. После 8 месеци вработување на специализантите нема.